Народните пари лесно се трошат. Милиони по милиони летаат на тендери. Вртоглави суми за договори се забележуваат секојдневно на сајтот за јавни набавки. Само во последниве 2 месеца се склучиле милионски договори за чистење снег, одржување софтвери, кетеринг, хотелски услуги, набавки на кафе и топли пијалоци, како и набавки за потребите на државна лотарија. Друштво за организирање електронски игри на среќа, нова државна видео лотарија, склучи договор со приватна фирма за набавка на ВЛТ столици во вредност од околу 178.000 евра за период од 1 година, а склучен е уште еден договор со друга фирма за набавка на LED рекламни дисплеи во вредност од околу 230.000 евра. Иако се ветуваше дека ќе се штеди, по се изгледа пред крајот на годината власта се растроши. Например, управата за јавни приходи склучила договор во вредност од околу 11.000 евра за услуги за кетеринг за коктел со специфично мени во време трајање од 1 година. Носителот на набавката е должен да изврши целосна сервис кетеринг услуга, односно подготовка, сервирање и послужување на храната и пијалокот наведени во менито. Храната наведена во менито треба да биде сервирана на начин што е адекватен на коктел за послужување. Носителот на набавката исто така е должен да обезбеди соодветен, комплетен прибор за послужување, ниски и високи маси за послужување на храната и пијалоците и персонал, најмалку по еден келнер во униформа на секои 20 лица. И додека во УЈП се организираат коктели, во јавното претпријатие за државни патишта очигледно се пие скапо кафе. Минатиот месец склучиле договор за набавка на кафе и други материјали за приготвување топли напитоци за 1 година во износ од над 11.000 евра или 708.000 денари. Министерството за финансии пак продолжува да троши на софтвери. Иако сме една од најзадолжените држави, склучиле договор за одржување на софтвер за управување со јавен долг во вредност од речиси 18.000 евра. 1 година ќе плаќаме месечно нешто над 1.000 евра или 150 денари на час. А очигледно во Министерството има и доста службени автомобили. Пред некој ден се склучил договор од над 3.800 евра за регистрација и технички преглед на службени автомобили. И локалните власти не штедат. Чистењето снег и мраз годинава во општина Центар може да ги чини граѓаните околу 7 милиони денари или нешто над 116.000 евра. Општината склучила договор со приватна компанија во време трајање од 6 месеци за чистење на снег и мраз од коловоз во зимски услови на територија на општина Центар Скопје со буџет од најмногу 7.140.000 денари со вклучено ДДВ. Ова е само дел од трошењето на народни пари и тоа во изминатиот период. Додека граѓаните се на улица и бараат поголеми плати и пензии, власта очигледно нема намера да почне да штеди. За потсетување, МНР пред известно време направи милионски договор за набавка на возила за превезување на делегациите на Министерскиот самит на ОПСА, а првиот дипломат пак тврди дека немало да потроши цел милион, најверојатно само половина од сумата.